Почитувани гледачи, добро вечер. Добре дојдовте во уште едно издание на Јади Бурек на Сител 3. Се извинувам поради краткото задоцнување. Гостин во студиото министерот за финансии Зоран Ставревски. Господине министре, добро вечер, добре дојдовте. Добро вечер и ви благодарам за поканата. Јас се извинувам што ве извика вака. Знам дека е денеска Свети Никола, го славите и во блиска атмосфера. Нека ви е честито, но морав да ве кренам од слава, затоа што мислам дека состојбата и она што се случува, апсолутно тоа го заслужува. Па секако, но да почнеме со честитка за сите православни христијани кои што го слават Свети Никола, здравје за нивните семејства и да е напомош за сите. Аз се надевам дека ќе успееме да објасниме што е ситуацијата, каква е ситуацијата со буџетот, зошто е значајна и пред се да знаат граѓаните на кој начин ќе се бориме во следниот период да го направиме она што е за нив најважно, тоа е да го донесеме буџетот во законски предвидениот рок, а тоа е до крајот на годинава. Ајде да почнеме, бидејќи имаме доволно време да објаснуваме работи и се надевам дека можеби на некое прашање ќе стигнеме да одговориме од гледачите кои имаат, но тоа можеме и да го ставиме и во друга прилика, бидејќи ова е ваше четврто гостување овде кај мене. Третото, она што не се сеќавате, е кога беше денот на дрвото со Бубо Каров. Така беше, да, со Бубо. Се работи за следно. Буџет на Република Македонија. Донесувањето на буџетот. Иако сите од прилика знаеме дека буџетот се оние финансии кои државата ги собира, па после ги распоредува за најпотребните работи, тоа е по некои мои согледувања, ајде да речем аматерски согледувања, ако една партија која е на власт, било која партија, ако треба негде да покаже знаење, умење, политика, умешност, математика, визионерство, тоа е буџетот, бидејќи друг начин да се искаже една политика и нема, мислам. Апсолутно сте во право, значи буџетот е, формално дефиницијата е годишен план на приходи и расходи. Меѓутоа политички гледано е најзначајниот инструмент со кој што владата и политичките партии што учествуваат во владата ја спроведуваат политиката која што ја презентирале пред граѓаните и заради која што ја добиле довербата на граѓаните. Така и ние на изборите пред година и пол, две што беа, последен пат, а и пред тоа, излеговме со програма. Во таа програма ја направивме програмата, значи врз основа на контакти со граѓаните, со експертите, со стопанството и со сите оние кои што сметавме дека треба да ги консултираме пред да ја формулираме програмата. Во таа програма се содржани бројни проекти кои што се насочени кон подобрување на животот на граѓаните. Може да се работи за зголемување на пензии, зголемување на социјална помош, субвенциите, економските мерки, даноците и слично, па и проектите како што се изградба на училишта, изградба на болници, изградба на спортски сали, изградба на патишта, железници и се друго. И со таа програма ние сме излегле пред граѓаните. За да ја реализираш таа програма потребни се повеќе годишни буџети, односно секоја година со буџетите ја реализираме таа програма со која што реализираме проекти практично што се значајни за подобрување на животот на граѓаните. И токму затоа е сега борбата да се помине буџетот главно во форма и на начин како што е предложен од владата, бидејќи ние имаме одговорноста пред граѓаните кои што ни ја дале довербата за да ја реализираме таа програма и тие проекти што се содржани во буџетот. Тоа е целата, значи, важност на буџетот како инструмент на економската политика, најзначаен стожер на целата програма на владата на Република Македонија. Приходите во буџетот пристигнуваат од повеќе страни. За неколку ние знаеме. Тоа се даноците и царината. Кои се други приходи, како се полни буџетот на државата? Буџетот во главно на приходната страна, значи точно се полни од даноците и тука има ДДВ, данокот што е на потрошувачката, каде што при секоја потрошувачка, при секој промет практично и додадена вредност во услугите се наплаќа ДДВ. Потоа после неколку други даноци, како што е данокот на добивка, кој што кај нас заради причини да ја подобриме конкурентноста на економијата во одредени ситуации е и нула, ако таа добивка се искористи за нови инвестиции, а само ако се распредели како дивиденда таа добивка, тогаш е 10%. Потоа постои персоналниот данок, данокот што сите го плаќаме на плата, на примањата. И постојат други даноци, како што се, например, даноците кои што се однесуваат на имот, даноците од потоа дивидендите и други видови на неданочни приходи. Значи, освен даноците, имаме и неданочни приходи.
И во тој дел кај даноците уште не ја спомнав акцизата која што се плаќа на полуксузните производи, да речем, не се сите луксузни во класична смисла, Цигари, се плаќа, бензин. да, на бензин, на алкохол, на тие работи. Кај неданочните приходи пак станува збор за друг тип на приходи кои што се на пример од средствата што ги добиваме како држава од Телеком, како дивиденда. Или средствата што се добиваат од концесии, кога државата издава под концесија земјиште или издава концесија за изградба на одредена мини хидроелектрана. Тогаш оној што ја плаќа концесијата, тие приходи доаѓаат во буџетот. Се наплаќаат разни видови на административни такси, како што се таксите, судските такси и други административни такси, оние класични маркетски и слично. И тоа се значи приходите кои што доаѓаат во буџетот и кои што служат пак за финансирање на сите расходи од буџетот. Еве, ме интересира следно. Колку се приходите од буџетот годишно во државата? Од прилика, мислам, некоја рамковна бројка, колку би имале ние представа. Во денари, значи, од прилика околу 150 милиарди, нешто меѓу 140 и 150 милиарди, последниве година-две, толку се движат од прилика приходите во Република Македонија. Во наши пари евра кажано, тоа е? Па во евра, значи, тоа е од прилика 2 милиарди и од прилика 400 и 500 милиони. И се ово ме интересира. Колку е минимумот за еден буџет да ги покрие своите трошоци и расходи без да биде прогресивен, напреден, да ја развива економијата, значи само да ги покрие трошоците. Јавна администрација, војска, полиција, оние што ви се редовни давачки, без да идете во проекти и така натаму. Дали имате таква некоја представа? Дали некој ве прашал нешто вакво? Секој сум се мислел колку е минимумот нам ни е потребен да ги покриеме трошоците и да бидеме стелт. Значи, ништо да не се гради, ништо да не се прави, ништо да не се инвестира ни во наука, ни во култура, ни во и така натаму. Па вака, од овие 150 милиарди денари, колку што е годишниот буџет, околу 25 милиарди од прилика денари се капиталните проекти. Оние што се Капиталните инвестиции, да, проекти. А инфраструктура другото и е друго. значи Останатиот дел се плати, пензии и социјала натре и субвенциите за земјоделието и спаѓаат други трошоци што се за стоки, услуги, парно грејење и такви работи. Значи, тоа е од прилика структурата на буџетот во проценти, од прилика 80% се овие други трошоци што ги кажавме, плати, пензии и друго што вие ме прашавте, а 20% од прилика од буџетот се капиталните инвестиции. Значи, меѓутоа, како процент од бруто домашниот производ, се смета дека некаде меѓу 30 и 30% ако изнесуваат вкупните расходи, дека тоа е добро, не високо, да речем, ниво на оптовареност на стопанството со буџетот. Значи, меѓу различни земји имаат различен процент. Кога велите тоа е значи колку државата го оптоварува стопанството со давачки за да го наполни буџетот. Да го наполни буџетот, што од друга страна може и да ја закочува економијата, така нели? Значи така е. Токму така, значи државата може да зголеми плати, да направи други работи, меѓутоа од друга страна треба тие пари од некаде да ги собере. Ако ги собере преку зголемување на даноци и оптовари економијата, ќе го загуши стопанството и повратно ќе има помалку приходи следната година и следниот период. Така да мора да се најде тој баланс. Како се наоѓа тој баланс? Тоа е, да речем, занаетот наш, Добро. како влада, како економски тим. Добро, вие сте човек кој работел и во Светска банка. Банкарството, финансиите е ваша струка. Што вели светот? Бидејќи гледам едно, ја велам пак повторно, не можам толку стручно да ги согледам работите како вие, но можам да следам само една работа, дека никаде нема исти рецепт, дека секоја општина има поинаков баланс на сопствениот буџет, а камоли држава, а две држави исти буџет не можат да донесат. Но еве, сте работеле во Светска банка, каде што, велам, ајде, предпоставувам, со сите позитивни и негативни страни, е најголемиот економски брейнсторм на планетава што може да постои. Како се изнајдува тој баланс? Да еден буџет биде развоен, подочно економијата да се чувствува комотно, да може да заработува, да луѓето се инвестираат, да се чувствуваат. Од друга страна, државата да не биде она голема диспропорција, нели? Оние што се државни службеници, јавна администрација да бидат на најмизерни, најбедни плати, а од друга страна да имаме голема диспропорција. И како се прави тој баланс? Може ли да се збори оваква емисија генерално? Тоа е тежок одговорот на тоа прашање. Јас би рекол дека
оваа работа е исто толку уметност колку што е занает. Значи, исто е како хирург кога оперира, нели, по книга се знае стандардот што е за одредена болест и каков тип на операција треба да се направи. Но кога ќе го отвориш пациентот и кога ќе видиш на лице место, секој пациент е различен и секој случај е различен. Така и секоја држава е различна. Значи, од прилика има некои модели, има некои стандарди во теоријата. Меѓутоа, ништо од тоа во пракса не е идентично. Едно е за Македонија, друго е за Албанија, другото е за Србија, четврто е за Црна Гора, петто е за Шпанија и така натака. Значи, умешноста е во тоа како да постигнеш, како да ја ослободиш предприемачката сила во економијата преку ниски даноци, а при тоа да не го доведеш во прашање функционирањето на државата. Значи, нашата филозофија, што е на оваа гарнитура на ВМРО ДПМН, да речем, и на владата, од 2006 е така наречената економска слобода, во која што сакаме со најниски можни даноци и оптоварување на стопанството да оствариме доволно приходи, пак за да можеме да ги финансираме потребите што ги има државата. Друга школа една е школата на СДСМ и социјалдемократите, да речем, во генерално, во светот, кои што поводат на повисоко даночно оптоварување, прогресивни даночни стапки, бидејќи сметаат дека државата треба да заграби повеќе преку приходите и потоа да го распределува тоа во различни сектори. Но тој систем се покажа како нефункционален, бидејќи многу држави пропадна, источниот цел блок така функционираше. Се покажа во практика дека сите држави што воведоа рамен данок како ние што направивме, некои воведоа после нас, повеќето. Например, Бугарија го воведе 2 години после нас. Видоа кај нас дека функционира добро. Да. Бидејќи со рамниот данок ја намалуваш даночната стапка, но затоа што е едноставен, сите компании плаќаат идентичен данок и сите даноци се идентични. Полесно име на компаниите, кога е стапката пониска и кога едноставно нема бирократија многу, не треба да пресметуваш 5 стапки различни за персонален данок, една е 10%. Тогаш компаниите решаваат повеќе да излезат од сивата економија, односно да дојдат во формалната економија, со други зборови да плаќаат данок. Даночна дисциплина. Да, даночна дисциплина. Значи, кога не со принуда. Даноците, не со принуда, туку со стимулација, со ниски даноци. Значи, он да си рече, да си направи математика. Подобро ми е да си платам, одошто да ме фатат па да си имам проблем. И така е, подобро да ти е мир на главата, 10% ќе платиш колку што е законскиот основ и стапката, но затоа имаш можности да работиш како и сите легални компании, да се јавиш во банка, да побараш кредит, не треба да се криеш, не треба да се плашиш инспекторот дали ќе тропне на врата. И што се случи? Со такви пониски даноци во 2006 кога ги воведовме, ние го наполнивме буџетот 20% повеќе отколку нашите претходници со високи даноци. Колку беше буџетот 2006, колку е сега? Па 2006 буџетот беше некаде под 100 милиарди, значи денари, сега е 150 како што кажав. Значи ние успеавме низ годиниве со пониски даноци, со помало даночно оптоварување, значи за стопанството, да прибереме повеќе пари. И со тие пари повратно пак што направивме низ годиниве, така се зголемува пред кризата пензии, социјална помош, плати, да не спомнувам субвенции, значи исплативме 500-600 милиони евра субвенции за 5-6 години. Од тие пари се на тој начин создадени. И реализираме бројни инфраструктурни проекти во сите области, значи од, да речеме, здравството, купивме 100 милиони евра опрема за здравствените установи, реконструкција на здравствени установи, школи реконструкција, изградба на спортски сали за децава, изградба на патишта, изградба на пречистителни станици. Сите тие проекти треба да се финансираат од нешто и затоа за нас беше битно да не го оптовариме стопанството, а да собереме доволно пари. И тоа е таа, значи, разлика меѓу нас и политичките конкуренти кои што одеа со високи даноци, но затоа има и висока сива економија и не плаќа голем број на фирми. И во тие ситуации кога има високи даноци се јавува и корупцијата, бидејќи по дефиниција владата почнува да заштитува некои фирми да не плаќаат даноци, некои други да плаќаат и нелегална конкуренција се ствара. Така да се покаже супериорен овој систем на равни даноци во сите земји во Европа, не само во Македонија, се покаже дека тој начин на стимулирање на економската слобода и оставање на парите на стопанствениците да располагаат
дава најдобри резултати, бидејќи нема држава што подобро располага со парите отколку што самото стопанство располага. Не е добро да им ги земеш преку високи даноци, па потоа ти како држава да определуваш дали во еден сектор или во друг сектор ќе ставаш повеќе пари. Добро е да им ги оставиш на стопанствениците колку што можеш максимум, затоа што тие знаат како да работат со парите и да ги оплодат и да создадат нова вредност, односно да го зголемуваат економскиот развој. Имам уште неколку потпрашања во оваа тема, но откако ќе ја елаборираме сега најактуелната. И пред да почнеме за тоа, ме интересира како оди процесот на донесување на буџет за атар на гледачиве, која ќе дојдеме зошто произлегува и како произлегуваат проблемите и решенијата од моменталната состојба која ја гледавме прилично скандалозно делуваше во јавноста. Значи, како е процесот на донесување на буџетот? Еве вака, значи секоја година процесот започнува некаде од прилика април-мај месец. Значи, за да се создаде буџетот, мора претходно длабоки детални подготовки. Ние имаме програма која што, како што реков, се напишала, се составила врз основа на контакти со граѓаните, со стопанствениците, со сите категории кои што треба да ги консултираш пред да излезеш на избори. И сме ја добиле довербата нивна и сега преку буџетот ја реализираме таа програма. Што значи тоа? Во април-мај, кога првично го составуваме буџетот, Министерството за финансии им дава така наречени лимити на сите министерства, им кажува следната година, за следната година, колкав може да биде поединечниот буџет на секоја институција. Тоа го правиме врз основа на проценката колку ќе биде економскиот развој следната година и на таа основа определуваме колку пари ќе собереме и колку пари може да се трошат следната година. Сега, проектите што по министерствата ги предлагаат во текот на, да речеме, мај, јуни, јули, во тој период, се дел од програмата. Секој е во својот дел. Министерството за транспорт и врски, например, ако сме ветиле изградба на некој регионален пат, на локален пат, на жичара, на било што се прави, си ги става тие проекти во програмата и во тој лимит на средства што му е даден определува кои се приоритетните проекти, но на база секогаш на тоа што сме го презентирале пред граѓаните и кои што сме должни да го завршиме. И секој друго министерство, Министерството за одбрана, да речеме, во зависност од приоритетите за членство во НАТО, купуваат опрема и други работи, мисии во Авганистан и слично. Министерството за здравство пак определува програми за лечење на болните, за превенција на малигни заболувања, за слично. Дали тука влегуваат и платите? Платите се како фиксна категорија, бидејќи знаеме колкав е бројот на вработени во јавниот сектор. И сега зависно од политиката и од можностите на државата, ако се сеќавате пред светската и европската криза, ги зголемувавме платите бидејќи имавме повеќе пари. Сега, оваа година, за следната, за 2013, не можевме да ги зголемиме. Оставивме во тој дел да нема зголемување, но ги обезбедивме основните плати, значи она што во други земји се правеше беше да се намалуваат плати. Кај нас и така се ниски платите за сите. И сметавме дека тоа не е добра политика, барем успеавме да обезбедиме доволно средства за во тој дел да нема негативни промени, но затоа пак како приоритети ги определивме пензиите и социјалната помош. Значи во вакви тешки времиња, како што се соочуваат сите земји, Македонија се соочува со кризата и со последиците од кризата, и не е лесно да се соберат пари за редовната исплата на пензии, за социјална помош и за субвенции на земјоделците, ние во буџетот за 2013 година успеавме со многу напори да обезбедиме средства не само за редовна исплата на овие граѓани, туку и за зголемување на пензиите за 5% плюс уште од прилика 2, значи вкупно некаде околу 7% ќе биде зголемувањето за пензионерите. 5% социјалната помош ќе се зголеми и на 135 милиони евра ги зголемуваме субвенциите за земјоделците. Сметавме дека тоа се најранливите категории, значи пензионерите, примателите на социјална помош, земјоделците, и се разбира уште за некои програми како што се за енергетска сиромаштија, за луѓето што имаат најниски примања, даваме по 700 денари месечно субвенции за да може да си ги плаќаат трошоците, дали за огрев, ако се греат на дрва, за струја или слично. Значи тоа се тие програми и приоритети што ги одредивме и кои што се влезени во буџетот за 2013 година. Тоа е онаа социјална димензија на буџетот. Меѓутоа буџетот има уште една димензија, таа е развојната. Таа се огледа во капиталните инвестиции. И во тој дел, она што како влада ние го правиме од 2006 година навака е секоја година ставаме повеќе и повеќе пари
во капиталните инвестиции. Еве за пример, 2006 година тие беа 10 милиарди денари, значи околу 150 милиони евра. Сега се 25 милиарди денари. Значи се 2,5 пати повеќе. И тоа е битно, зашто е тоа па битно? Тие капитални инвестиции се изградба на патишта, на градежни објекти, на згради, на школи, на болници. И сето тоа создава работа за домашните компании, што е посебно значено во вакви услови на криза во Европа. Бидејќи порано, на пример, компаниите како што се Бетон, Гранит и други наши градежни компании одеа во надвор во други држави, добиваа и таму работа. Меѓутоа таму секна работата заради кризата. Добро. И ние како политика, кога видовме што се случува по Европа и по други држави низ светов, рековме мора да издвоиме повеќе средства за капитални инвестиции, бидејќи тоа создава работа за нашите компании и на тој начин спасивме многу компании наши да не пропаднат во овој период, спасивме многу работни места. И затоа, ако ги следевте последните податоци за економската активност во Македонија, бруто домашниот производ во третиот квартал се зголеми за 0,2%. Тоа вака како бројка не изгледа спектакуларно, нели? Меѓутоа, ако погледнеме во Европа што се случува, сите таму има негативни стапки. Кај нас зошто беше позитивна стапкава и зошто излеговме од рецесија? Главно заради градежништвото. Градежништвото растеше со 16%. Ова се некои податоци од август месец. Не, сегашни, најнови. Од ноември за третиот квартал од годината. За градежништвото. За градежништвото 16% раст има. И тоа надвор од сезона. И тоа е надвор од сезона и тоа е не 16% кога кажеме трет квартал од 2012 спрема трет квартал 2011. Значи нема врска, нема влијание сезонскиот фактор тука. Значи истиот квартал од оваа година спрема истиот квартал од претходната година. Значи на тој начин се мерат овие 16%. Тоа е резултат исклучително на капиталните инвестиции на државата, бидејќи во исто време приватниот сектор заради кризата многу помалку вложуваше во капитални инвестиции и во инвестиции воопшто. Така да тоа е една, како да речеме, една смислена политика, една политика што помогна македонската економија со помали последици да излезе од кризата. И затоа и во буџетот за следната година ние ставивме пари за почнување на реализација на неколку крупни проекти. Јас би спомнал неколку најважните. Кои се? Коридорот 10, значи автопатот од Демиркапија до Смоквица. Тоа е околу 210-220 милиони евра. Значи вкупната реализација на тој автопат. Да, ама тоа не се све пари од буџетот кој ги дава државата, тука има и кредити. Така е, има грантови, има кредити, има средства од буџетот, комбинација на трите. Комбинација на трите. Но што е значено? Тие пари практично овозможуваат да има економска активност. Таму во тој дел, значи, ќе бидат користени меѓу другото и материјали и од увоз, но и од македонско производство. Ама нема македонски градежници да работат. Мислам дека има компании добија. Да, но има добри шанси и ние имаме разговарано со нив од прилика 30% како подизведувачи да бидат македонски компании. Значи има добри шанси. Второ, во набавката на материјали ќе користат и македонски производи. Значи има други фактори што можат да помогнат кога станува збор за такви крупни проекти, бидејќи се парите од Европска банка и Европска инвестициска банка, и мора да се иде со нивните правила да се нивните правила. Иначе ние би можеле многу лесно сами да речеме исклучиво македонски фирми ќе работат, исклучиво македонски производи, ама тогаш ќе мораме и сами да го финансираме, што ќе трае многу долго и многу тешко. Така е, тоа е поентата. Дури и прашањето кога си веќе земја кандидат за Европската унија, тешко е да ставиш во тендерот такви услови, бидејќи на некој начин и законодавството и регулативата е хармонизирана со европската. И во тој дел мора да бидат пропишани стандарди во кои што ќе има конкуренција и од други фирми. Меѓутоа сакав да ги спомнам уште неколку проекти. Значи, освен проектот за автопатот, битен проект е железницата кон Бугарија. Тоа е исто така предвидено во буџетот за следната година. Предвидено е гасификационата мрежа да почне следната година. Предвидено е пречистителна станица во Прилеп. Регионални и локални патишта низ цела Македонија се предвидени. Спортски сали,
тениски и други спортски терени, објекти во делот на здравството, изградба на и реконструкција на болници, почнување со изградба, тоа не е процес што во една година се завршува, нели? Реконструкција на училишта и низа такви проекти кои што во делот на капиталните инвестиции ќе помогнат и економски развој да се постигне како бројка, меѓутоа уште повеќе да се вклучат македонски компании во реализацијата и да се спасат работни места или уште подобро ако може некаде и да се отворат нови работни места. Значи тоа е нашата обврска пред граѓаните да ја реализираме програмата преку буџетот. И затоа ние сме толку да речем упорни и настојуваме да тој буџет како таков биде прифатен, бидејќи тоа е обврска и одговорност пред оние кои што ни ја дале доверба. Процесот, значи на донесување. Ево ова се плановите. И понатаму, значи сега во оди база каде? на Во овие влада? приоритети, потоа владата го гледа буџетот и вели добро, ќе скратиме овде малку од ова министерство, ќе додадеме на она министерство или ќе го намалиме овој проект, ќе го зголемиме оној проект. Значи првичниот предлог го составува Министерството за финансии на база на контакти со сите министерства. И потоа тоа оди на влада. Владата го разгледува тоа и прави мали корекции, обично не многу големи, бидејќи парите се тие и нели важни се сите министерства и врз таа основа се добива некој конечен предлог. Тој конечен предлог некаде во текот на октомври, најобично, вообичаено, значи, се доставува во собранието. И собранието потоа го разгледува на комисии, постојат две комисии главни, што се едната се вика Комисија за финансирање и буџет, и втората е Законодавно-правната комисија. Добро. Што е разлика помеѓу едната и другата? Едната е повеќе за правните регулативни аспекти на тоа дека буџетот како документ и како процес ги поминал постапките како што треба, а другата пак е матична комисија ова за финансирање и буџет, што би значило е главна за да се дискутира таму буџетот и да се дебатира меѓу позицијата и опозицијата, да се разменат мислења дали така треба да изгледа или поинаку, дали е реален, не е реален, дали развојниот дел на буџетот е како што треба и слично. Значи таа е таа комисија и до сега се гледаат амандманите. Од 2006 до сега успевавте некако да најдете некаков баланс со опозицијата и успевавте да го наметнете буџетот и да го донесете за наредната година. Што се случи сега? Еве што се случи, значи Тоа е оваа вторава комисија што ја опишувавте? Да, за финансирање. За финансирање на буџет. Значи што се Каде случи? што беше целиот скандал за кој нели сега почнуваме да збориме. Не само од 2006 до сега што успеавме ние да го поминеме буџетот без да речам вакви случаи непријатни ситуации. Туку и сите претходни буџети и до 2006 кога ВМРО-ДПМН беше опозиција, поминувале со дискусија, дебата, демократско општество сме, нели? Логично е да размислуваме различно, логично е да има критики. Опозицијата секогаш нормално ќе излезе и ќе каже негативно што е ова. Меѓутоа никогаш не се поставило во прашање дали буџетот до 31 декември ќе се донесе. Никогаш не се поставила блокада за донесување на буџетот. Вела дека вие во 2004 или 2005 како ВМРО-ДПМН сте го блокирале буџетот. Не, значи тогаш имаше ВМРО-ДПМН реагираше на буџетот со демократски механизми, како што и сега не е проблем што се реагира, но него доведе во прашање донесувањето на буџетот тогаш. Значи ВМРО-ДПМН го критикуваше буџетот, што и секоја опозиција го прави. Ама на 29 декември беше донесен буџетот. Донесен беше буџетот? Да. Немаше фрлање микрофони? Не, немаше блокирање, корнење на кабли и немаше закани и немаше вакви сцени кај што Иако не се согласувавте со буџетот. Иако не се согласувавме, демократски е оној кој што ги добил изборите, кој што го добил од народот правото да ја состави владата, да ја реализира собствената програма. Значи, сакате да ми кажете дека ова спин што во моментов се врти, дека ВМРО-ДПМН исто вака го блокирала буџетот, како што СДСМ сега го блокира, и тоа е иста работа, бидејќи овој спин се врти кај мене во емисија. Не, тоа е сосема различно. Значи, секоја опозиција го критикува буџетот. Едно е да го критикуваш. Ама не го изблокиравте, беше донесен на време. Да, апсолутно. Значи, немаше блокада на буџетот и немаше однесување дека ултимативно, како што сега СДСМ вели, ако ми ги усвоите овие амандмани 1200,
ќе ви го прифатам буџетот да се донесе. Ако не, не може. Како треба да се донесе оваа комисија? Со колку мнозински гласови? Оваа комисија како е? Колку членови? 20, 30 треба пата 100% да се согласи? Комисијата ја води представник од Социјалдемократскиот сојуз, односно од опозицијата. Заменикот е од НСДП. А во самата комисија пак мнозинство членови има владеачката коалиција. Добро. Меѓутоа, на кој начин се обструира и се блокира работата? На самата комисија, прво за буџетов 2013, прв пат во историјата на Македонија, прв пат во овие 20 години на демократска Македонија, поднесени се 1226 амандмани. Вообичаено било 300-400 преку сила. Самото тоа што се поднесо 1226 амандмани покажува дека намерата беше да се закочи работата. За да не може да се стигне на време. Второ, дискусиите како течат. Зема збор секој амандман го објаснува предлагачот. Предлагач, на пример, е Социјалдемократскиот сојуз на одреден амандман. Амандманот е значи следново: предлагаме наместо 50 милиони да се потрошат за таа и таа работа, да се потрошат за друга работа. Тоа значи амандман. И сега излегува еден од опозиција. Пример, има амандман да се купат 5 автобуси за Штип, да кажем. И сега излегува еден од опозицијата. Го објаснува саат време амандманот, кој што е прилично едноставен, нели? Ако е. А ова е реален пример што кажувам. Потоа се јавува друг од друга опозициона партија кој што му реплицира на првиот. Наводно. А му реплицира, уште еднаш го повторува истото тоа. И не зборува само за потребата да се купат тие автобуси, туку зборува што се вели од Адам и Ева. Се и се што, од економија до политика, до како сме владееле, што сме владееле, и што сме направили, и што не сме направиле, и на крајот една минута за самиот амандман. Па се јавува повторно сега вториот предлагач од СДСМ, му одговара на овој од другава партија, што е исто од опозиција. И така, 5-6 души ќе се изредат, во 5-6 часа. 5-6 часа, еден амандман не можеш да го изгласаш. А има 1200 амандмани. Со таа брзина, буџетов не може да се донесе уште 2 години понатака. И колку е ова правилно, законски, реално? Значи вака, ја сваќаме малициозноста на работите и целта, ќе дојдеме и до тоа. Има принципи во работењето на комисиите, кога се дискутира, прво се дискутира за буџетот на така наречена општа расправа, а потоа следат амандманите. И секогаш било правило при општата расправа, при општата дискусија да се зборува за се и се што. Правило или непишано правило, или едноставно... И непишано и пишано, како што е во деловникот, така е, значи да се дискутира првите 3-4 дена за се од буџетот. Така. Но штом почнат амандманите? Значи, амандманот подразбира дискусија за таа конкретен предлог. Кратко и јасно. Да, а не да се повторува дискусијата од претходното и од општиот дел. Так. Значи, во тој дел, значи, досега се почитувале едните партија со другата и имало горе-долу се придржувале кон некои норми, да речем, во дискусиите. Но сега се забележа овој тренд евидентен на настојување да се одолговлечи дискусијата и за да го докажам ова, ќе кажам за 15-16 работни дена по амандмани, колку што се дискутира, 150 амандмани се поминати. И сега замислете вие, буџетот се дискутираше претходно 4-5 дена општа расправа, па 15-16 дена на амандмани и стигнато е во 20 и кусур дена до 150 амандман. А има 1220 амандмани. Што значи поднесено. Дека физички е интенција, дека невозможно на време да се донесе буџетот на Република Македонија. Да. Во законскиот рок. Значи тоа е кој ВМРО ДПМН никогаш не го нарушил. Никогаш не го нарушил ВМРО ДПМН и тогаш кога се противел на структурата на буџетот и кога не бил тој бил донесен на време. Бил донесен и бил почитуван ставот на владата со минимални измени. И така е во сите земји, со минимални измени кои што ги предлага опозицијата. Јас се извинувам што малце ретардирано го терам муабетот затоа што велам дека силен спин се прави еден медиумски, особено преку моја емисија, бидејќи секојдневна, бидејќи гледачите се, дека ова ништо не е различно од тоа што вие те го правиле. Сакам да ви кажам, значи го разбравме тоа. И сега ме интересира. Разликата е во тоа дека едно е да се дебатира и да се критикува, друго е да се блокира. Како дојде? Тоа е разликата. Што беше иницијалната каписла за
фрлањето микрофони, заканите, нервозата и така. Што се случи, што нив ги изфрли толку од такт? Инаку, да им објаснам, старите гледачи кои ме гледаат 10 години знаат дека емисијава е под директен бојкот од врхушката на СДСМ, инаку ја немав никаков проблем да поканам и од спротивната страна па да се направи дебата, но секој што е од СДСМ му е забрането да гостува во Јади Бурек. Затоа остануваме вака тет а тет. Значи, што беше иницијалната каписла? Значи, мислам дека демократскиот капацитет на СДСМ е во една прилично надолна линија. Партијата е во голема криза и евидентно е дека се создаде ситуација каде што тие се свесни за овие слабости во партијата и се плашат од исходот на наредните избори. Тоа посебно е изразено во поглед на лидерот на опозицијата и мислам дека кризата на лидерството е таа што е најголемиот проблем на СДСМ. Во тој дел Црвенковски веќе му е јасно дека дали ќе издржи уште неколку месеци, дали ќе издржи уште едни избори, меѓутоа дека е на крајот на кариерата и дека таа кариера неславно ја завршува, бидејќи на некој начин претрпе многу изборни порази и направи многу грешки во својата кариера. Како може да го избегне тоа или како може да го одолговлечи, подобро кажано, бидејќи не може да се избегне? Може да се одолговлечи ако наместо една стабилна ситуација во земјата и каде што ќе се излезе на избори и ќе се види кој ја има довербата на граѓаните, а кој ја нема, ако се предизвика хаос. Колку поголем хаос, толку поголеми шансите да не се видат слабостите на СДСМ и на Црвенковски на виделина. Останете на оваа мисла, хаос. Веднаш по рекламите имаме обврска, ќе продолжиме со разговорот. Во ред. Но, средствата што ќе се влеваат во буџет по автоматизам, а што ќе идат, да речеме, за плати за професори, наставници, не знам, и така натаму, значи, еве, да речеме, за јавна администрација, или ќе доцнат, бидејќи и од тие средства што ги давате се одвојуваат средства за здравствено осигурување, така и од тука нели има одбивање оние 10% данок, нели здравствено социјално осигурување, така натаму, што се средства исто така планирани, тоа е еден кружен тек на парите кој треба да се врти. Така само треба да помине. Значи и тие се доведуваат во прашање. Се доведуваат во прашање, ако добро разбирам. Се доведуваат во прашање затоа што или ќе имат доцнење, или во некои ситуации може да бидат и недоволни. Заради тоа што ако не ги добиеме планираните пари од Светска банка за финансирање на буџетот и ако нема донесен буџет, што е пораката кон стопанствениците? Дека земјата е во криза. Ако е земјата во криза, вие ако сте бизнисмен, што ќе правите? Место да инвестирате, место да вложувате, место да купувате работи, ќе си ги чувате парите негде и ќе се закочи стопанството. Државата ќе нема приходи од стопанството и ќе не може да го враќа ДДВ на време и слично. Значи ќе се даде еден многу лош сигнал дека земјата влегува во криза. И стопанствениците ќе го видат тоа и уште повеќе ќе се ограничат во реализација на инвестициите, ќе нема ни приходи во буџетот и едно со друго тоа се надоврзува. И после тоа, дополнително, немаш право, по закон, да ги зголемиш пензиите, немаш право да ги зголемиш социјалните помошти, како што имаме предвидено, немам право да исплатам субвенции, 135 милиони покачени субвенции, туку морам колку што сум исплаќал лани, ако имам пари воопшто за толку. Немам право нов проект да почнам. Значи, ако лани сум го немал проектот Коридор 10, Демиркапија Смоквица автопатот, не можам оваа година следната да го почнам ако нема буџет донесен. Но колку што гледам, нив им е важно, отидоа прво кај пензионерите да им кажат дека, ја претпоставувам дека вие што и да се случи, за пензионерите ќе се потрудите да, и за социјалните случаи ќе се потрудите да обезбедите плати, така? Што и да биде. Апсолутно, значи ние... А они им рекоа, не се секирајте, ќе има пензии, ама
да не се секирате дека буџетот нема да биде донесен. Де факто нам веќе ни е најавено на некој начин, барем така разбираме ние јавноста, дека буџет нема да биде донесен. Тоа е пораката која што сега за сега ја перцепираме. Значи, еднаш ги излажа пензионерите. Им закина 8%, не им ги вратија, Бранко им рече бродот ќе се преврти ако ви ги вратиме 8%. После тоа дојдовме ние да ја водиме политиката и не само што им ги вративме 8%, туку им зголемивме пензии на луѓето, некаде и за преку 30%, и редовно им ги исплаќаме пензиите и во најтешки услови. Веројатно има и доста пензионери што ја следат емисијата и тие сите знаат. Првата недела во месецот, 6 или 7 или 5 или во месецот, пензијата стигна на нивната сметка. Во најтешки и во најкризни времиња. И бесплатни автобуси и други повластици за здравство, лекови, намалување на лекарствата, одење од 1 јануари ќе стапи една нова мерка што е многу битна, бесплатно лекување во болница кога ќе бидат пензионерите што имаат помала пензија од просечната, бесплатни автобуси и слично. Значи, грижата за пензионерите, како и за секоја друга категорија, не е нешто што се прави еднократно или што се прави преку ноќ. Ако па еднаш не го исполниш ветеното, и тие следниот пат нема да имаат добро мислење за тебе. И тоа му се случува на Црвенковски. Сега тој ги излажа пред неколку години, им ги закина пензиите и сега повторно пробува да им наштети да не ги зголемиме пензиите, мислејќи дека ако тоа се случи, пензионерите ќе гласаат за него. Ама луѓето се многу мудри, помудри и од сите нас политичари знаат кој што прави и гледаат што си направил за нив. Може ли да се случи да доцнат платите? Платите во јавната администрација и сите што се на буџет? Не исклучувам таква можност. Значи, кога државата ќе остане без буџет и кога ќе остане без финансирање кое што сме го обезбедиле по ефтини средства со ефтини извори, сите можни сценарија се во игра. Значи, ние ќе направиме се да не се случуваат тие работи. Кога нема исплата на плата, што ќе се случи? Народ на улица. Веројатно на тоа се игра, да се предизвикаат социјални немири, бидејќи претпоставувам на СДСМ не му е јасно како во многу земји во Европа се случуваат социјални немири, во Република Македонија не може тоа да го предизвикаат колку и да се трудат и што се не направија. И Црвенковски конкретно и на митингот што го има во Скопје, им се ги искара, поточно синдикатите ги искара, работниците ги искара, стопанствениците зошто ги поздравувале нашите мерки, ги искара професорите, ги искара здравствените работници. Светска банка? Светска банка веќе се знае и на тој начин пробува на некој начин да создаде социјални немири, да создаде некој незадоволство, категорија на незадоволни луѓе. Меѓутоа, луѓето не работат на база на тоа што слушаат од нас. Тие гледаат што правиме. Ако и ние не работиме како што треба, ако не им ги зголемуваме пензиите, ако не реализираме проекти што сме им ги ветиле, и нас ќе ни го свртат грбот. Тоа е нормално. Значи, погрешен е впечатокот на Црвенковски дека Македонија се уште во 90-тите години и може со такви ефтини штосови да ги излаже луѓето и луѓето сега ќе речат владата е крива што нема пари и ние нема да гласаме за нив, ќе гласаме за Црвенковски. Но тие гледаат кој го блокира буџетот. Што е план Б во целава тогаш работа? Има ли план Б? Секогаш има план Б и мора да има план Б. Значи, планот А, само да довршам, е до 31 декември 24:00 да се бориме да се донесе. Ние не се откажуваме од тоа и ќе бидеме конструктивни. Еве последниот предлог што го добивме од претседателот на собранието, ние конструктивно одговараме на тој предлог. Тој предлог беше да пробаме да видиме што од амандманите е прифатливо, ако има такви, и да писмено се изразиме, за да не биде дека еве сега владата не прифаќа ништо. Ние внимателно ги читаме амандманите и секако дека таму кај што има амандмани кои што се вклопуваат во општиот концепт на буџетот, ќе се изјасниме позитивно. Денеска имаше координација кај спикерот Трајко Велјановски. Еве само од утрешните вестници. Координаторите на пратеничките групи денеска повторно седнаа на заедничка маса и си дадоа шанса за договор.
Постои, значи, треба да испрецепираме дека постои и од нивна страна добра волја. Но прочитате до крај дали постои добра волја. Со преку 1000 неразгледани амандмани, без политички договори, скоро никакви шанси за компромис, опозицијата и понатаму нема слух за донесување на буџетот, што сериозно ја доведува во прашање исплатата на платите, пензиите и сите социјални трансфери. Значи договор нема. Значи што се случи денеска на координација? Претседателот на собранието, настојувајќи да најде некое решение, предложи Министерот за финансии да ги погледне сите преостанати амандмани со оглед дека не оди дискусија на комисии, закочено е да ги видиме ние амандманите, да ги погледнеме и да се изјасниме за кои амандмани можеме да ги прифатиме. Тоа е едно конструктивно решение за нели да се постигне некаков компромис. Вице-премиерот и министр... Само да завршам, ако може уште на... Значи, што се случи пред представникот на опозицијата, на Социјалдемократскиот сојуз, си излезе, ја напушти координацијата и веднаш го одбио. И медиумски кажа дека тоа било комедијански, манипулативно и не знам што. Значи, еден конструктивен предлог за да се излезе од ситуација како што е ова, треба што се вели двете страни да се потрудат околу тоа да направат исчекор. Ние го правиме тој исчекор, прифативме она што го предлага Велјановски, да дадеме предлог кои од амандманите се прифатливи. И до тоа на влада комплетно да иде, да не иде вака едно по едно, туку да ги земете. Значи да ги видиме сите до крај, 1200 амандмани. Сите да ги прегледате, значи. Сите да ги прегледаме и да се изјасниме за сите амандмани позитивно или негативно. И што значи дека дел од тие амандмани ќе се прифатат. Оние што можеме да ги прифатиме. Представникот од опозицијата беше Игор Ивановски како координатор на пратеничката група, ја напушти веднаш координацијата и не сакаше воопшто за тој предлог да се разговара понатаму. Што значи дека нивното однесување е ултимативно. Немате ни дебата, значи. Не, мислам, на некој начин дебатата се сведува на тоа или прифатите го велат нашево, сите 1200 амандмани. Да, или 200 милиони, што не знам од кај ги измислија сега, најново, да го скратите буџетот за 200 милиони евра, или нема да го изгласаме. Веќе тоа не е демократија и не е дебата. Во суштина, нивното барање е буџетот да биде 200 милиони евра помалку. Нивното барање е буџетот или да ги опфати сите амандмани, да им се прифатат, или да биде 200 милиони евра помалку, и тоа е уцена. Или целосно прифатете го, или нема буџет. Ја, од позиција на од ставот на опозицијата, сега. Кога би барал 200 милиона, би било легитимно право. Окей, ја ги разбирам. Да ви скратат, например, во градење на работи кои они сметаат дека не треба. Не знам, Скопје 2014 споменици, културно-историски работи со некои кои би поентирале, они не се согласуваат. Окей, 200 милиона да ви го скратат. Ама не разбирам, значи, би скратиле 200 милиона, но би се согласиле за 200 милиона повеќе кои се содржани во нивните амандмани. Апсолутно. Тие, значи, што е работа? Тие предлагаат, во тие 200 милиона има се и се што, значи, предлагаат 80 милиони евра, например, од тие 200 милиона, што ги предлагаат да се скратат. Добро. Се пари што одат за фондот за здравство, а од фондот за здравство се исплаќаат на сите клиники во Република, на клиниките и на јавните здравствени установи за купување на лекови, за плати за здравствените работници и слично. Значи, тие не се ни потрудиле да видат што се исплаќа од таа ставка, ама удриле сатарот, важно е да ни достават предлог што не можеме да го прифатиме. Тоа им е идејата. Значи, предлог кој што не можеш да го прифатиш, за потоа да велат во јавноста, ама не ни го прифативте предлогот, затоа нема буџет. И тоа предлог кој се однесува на ранливите групи, на болните, на социјалните и така натаму. Што значи медиумски да ве плескаат како мали деца, таман да им дојде на нивна водата на нивна воденица. Ние не можеме тоа да го прифатиме, бидејќи сме ветиле повеќе пари за здравствени услуги, сме ветиле да има за сите категории на граѓани за да се купуваат лекови, да поевтинат лековите, да се зголемат програмите. Таму и онака нема доволно средства во здравството и уште сега да ги скратиме овие 80 милиони евра што предлага Социјалдемократскиот сојуз. Втора позиција, пример ќе ви дадам неколку. Кај предлагаат кратење да се скратат 4 милиони евра од лабораториите. Ние купивме лаборатории за сите јавни научни институции во Република Македонија, здравствените установи и слично. Тие апарати се купени. И сега ние треба да ги плаќаме. Сега да сме вели не ги плаќајте. Ако не ги плаќаме, ќе не тужат, ќе се брукаме кон странство, пошто се повеќето од странски производители, ќе плаќаме пенали. Трета ставка кај предлага да се намали спортските сали. 4 милиони евра да се
да не се градат спортски сали за деца. Ајде, нека да не можеш да нека, разбереш па нека не се градат, еве нека Четврта име ставка е да се намалат парите за парно, за струја, за неколку милиони евра. Не можеме да ги намалиме. Ќе дојде да се платат сметките, ќе немаат институциите. За институциите. Да. И други позиции. А дали има, например, ставки кои би се намалиле, например, плаќање кирија, каде што државните институции плаќаат големи средства, например, на членови на СДСМ кои ги поседуваат згради, објекти, кај што вие добри пари вака ги искеширате годишно. Дури излеговте еднаш со некои сериозни пари кои ги плаќате кога го оправдувавте Скопје 2014 зошто некои институции им се градат нови згради, дека за 5 до 10 години ќе се исплатат само од парите за кирии кои сега им ги исплаќат и тоа на членови, видни членови на СДСМ. Да, точно е, има некои објекти што ги поседуваат членови на СДСМ и кои што токму и во тој дел реагираат, пошто ние имаме и низ години претходно имавме изградба на згради за државни институции. Дали побара нешто за намалување за кириите нешто тука? Не, туку бараат намалување на позицијата што е предвидена за изградба на згради за државната администрација, да останете под кирија. Да останете под кирија уште повеќе. Да. Одлично. Да. Браво, алал да име. Разбирливо, не? Значи Црвенковски секоја му чест. Ја од секогаш сум го сметал дека е многу интелигентен човек, за жал многу ми е криво што не се бори за државата, за Република Македонија. Ставревски ќе попушти колку ќе се знае денес. Вице-премиерот и министер за финансии Зоран Ставревски во утрешниот број на Утрински весник. Што ќе попуштите, нервно или во целава работа? Се шегувам. Значи стои само вака да ви прочитам. Денеска ќе каже кои амандмани од над 1200 поднесени од опозицијата ќе ги прифати, а кои не. Ваквата позиција вчера Ставревски ја соопшти од владата, откако претходно во собранието како предлог за деблокада за донесување на буџетот 2013 го разгледуваше координаторите на пратеничките групи. Министерот потенцираше дека со овој потек ВМРО ДПМН сака да покаже конструктивна. Целта е да се донесе буџетот и да се разреши оваа ситуација. Според Ставревски е наметна СДСМ. Ставревски наведни дека ние ќе прифатиме можно прифаќање на одредени амандмани. Коментар? Значи вака, две работи има. Ултиматумот што го поставува СДСМ или прифатете ни се што ние предлагаме или нема буџет не е демократско право, тоа е ултиматум, уцена и тоа не може да се прифати. Тоа е газење на демократијата и на правната држава. Од друга страна, со цел сепак ние како поодговорни, како луѓе што сепак ги гледаме последиците од ваквото однесување на Црвенковски и на СДСМ, сакаме да побараме и да дојдеме до некое решение, ние сепак прифаќаме да ги разгледаме амандманите, иако комисиите не ги разгледуваат и нема да стигнат да ги разгледаат, но затоа што се закочени комисиите, Министерот за финансии да ги види сите амандмани, да ги проанализира и да види што од тоа може да прифати. И јас веќе денеска попладнево вечерва работев на тоа, утре продолжуваме со мојот тим и верувам дека ќе има амандмани кои што ќе бидат прифатливи за нас и утре тој предлог наш ќе го доставиме до претседателот на собранието. Значи, не дека СДСМ е во право за таа работа, но еве ние сакаме да направиме исчекор за да се излезе од оваа ситуација, бидејќи сме свесни дека голем е влогот и ќе настрадаат на крајот оние кои што најмалку треба да настрадаат, а тоа се граѓаните на Република Македонија. И затоа правиме еден зрел потек, одговорен потек да пробаме да бидеме конструктивни и на некој начин да предизвикаме оваа деструктивност во СДСМ да се намали и да побараме малку поразумно однесување од нив. Дали ќе биде така, ќе видиме. Сепак не би бил многу оптимист, имајќи предвид како се однесуваат до сега. Би го направиле од кои причини? Чисто да имате би жртвувале што не се согласувате само заради мир во куќата, заради државата или за да имате алиби дека ете се сте направиле, ама буџетот не е донесен? Не, ние го правиме за да не настрадаат оние кои што секојдневно кажуваат дека се загрижени за ова што се случува. Го правиме за да не останат без големување пензионерите, го правиме за да земјоделците ги добијат субвенциите, а социјалците да ја добијат зголемената социјална помош, да почнат да се градат пругата кон Бугарија и автопатот и другите проекти, и стопанството да ги добива навреме средствата. Тоа е наша обврска, која што сме им ја ветиле на граѓаните
Претходно во програмата сме ја ставиле, тие проекти ни ги одобриле граѓаните и го правиме заради нив. Инаку, ако треба да се поставиме на друг начин, би личеле како СДСМ и како Црвенковски, тоа никаде нема да ја доведе државата. Некој мора да се однесува поразумно, поодговорно. Меѓутоа, пак за да дојде до исход, односно да се изгласа буџетот, ќе треба опозицијата да свати дека ова што го правиме и ово исчекор што го правиме ево насока да дојде до решение, а не и понатака да го блокираат. Може ли буџетот да се донесе во февруари? Технички гледано, да. Ако СДСМ продолжи да го обструира, буџетот нема да се донесе до 31 декември и може потоа да се донесе во јануари, во февруари или во март. Се надеваме дека тоа нема да се случи, бидејќи она што преска почнав да ви го кажувам, последиците се, значи, врз сите граѓани на Република Македонија, сите оние што чекаат пари од буџетот, стопанството. Последиците се финансиски, бидејќи ние, како партија, како влада, за да не дозволиме да немаат доволно пари за овие категории на граѓани, за овие нови проекти што ги зборувавме, ќе мора да излеземе на пазарот на капитал, бидејќи Светска банка, како што ви кажав, ни дава пари, ама СДСМ ги блокира. И наместо тие пари од Светска банка кои што се ефтини со ниска камата, ќе треба да земеме пари со повисока камата. Посебно кога некој знае дека ви требаат парите, по секоја цена ќе ви пресмета уште повисока камата и тоа ќе предизвика штета на Република Македонија од 84 милиони евра. Толку ќе не чини нас и идните генерации, вашите и моите деца, граѓаните на Република Македонија, однесувањето и хирот на Бранко Црвенковски да не ги пушти буџетот и проектите од Светска банка да поминат на собрание. Што ви И трето, рейтингот на земјава. Замислете колку многу, да речем, напор е вложен низ овие 3-4 години на европска и светска криза Република Македонија да го задржи кредитниот рейтинг, а кредитниот рейтинг е битен за да плаќаш помали камати како држава. ББ минус, Да. ББ плюс, ББ минус. Меѓутоа, ако се случи недонесување на буџетот, ќе се испрати лош сигнал кон рейтинг агенциите, кон инвеститорите. Така да сите губиме само заради ситно партиски интереси и лични Не го кажувате интереси ова на проформа, навистина може да ова да предизвика и ка инвеститори, во инвестиции, во кредитна... Апсолутно, што би помислеле вие ако Македонија е единствената држава во Европа што не успеала да го донесе буџетот и што не успеала да ги земе овие ефтини средства? Тоа зборува за политичкиот капацитет на државата, зборува за нечија неодговорност, зборува за тоа дека во државата има некаква криза. И дека и сето тоа ќе иде на ваша адреса. Ние сме загрижени за тоа, правиме се што можеме да се спречи, Да, ама вие ќе бидете виновни. На крајот, Вие сте на власт. На крајот практично власта ќе биде таа што од надвор гледано ќе треба да го протурка ова на еден. Има ли избори? Со недонесувањето на буџетот ќе се доведат во прашање и изборите, бидејќи во буџетот се предвидени за следната година пари за ДИК, за Државната изборна комисија. Ако не се донесе буџетот, ДИК не може да добие толку пари, ќе има онолку пари колку што имала оваа година. Сега ние ќе видиме кои се законските и други можности по други позиции да се пренасочат, да се оваа година немаше избори? Па затоа што немаше, значи нема до година ставка кај ДИК, нема позиција од која што ќе има пари за избори. И сега останува ситуацијата да бараме алтернативни решенија, повторно сите да се трудат да најдат некое решение за сепак да се одржат редовни локални избори. Значи велам, Па ако низок ти е рейтингот, ова не е лоша работа. па токму тоа е работата. Значи веројатно и тоа го Ова ќе го одложиш на година дена, можеби се сменат работите на подобро за тебе. Стратешки е доста вака Па не паметно од него. не верувам дека на подобро ќе се сменат, можеби на полошо да се сменат, бидејќи очигледно е таму дека превирањата се поголеми, дека има се помалку демократија во партијата и неминовно е демократизирање на партијата, а тоа почнува од главата па надолу. Што вам сите анализи ви говорат? Ќе се донесе ли буџетот или не? Има ли простор? Од ова што ми го кажувате, се добива впечаток дека напорите кои опозицијата конструктивно ги оправдува, дека се конструктивни, дека се издржани и така натаму, според вашите кажувања делуваат залудно, делуваат бесцелно, делуваат говорите вие за ставки кај што знаете дека едноставно не можат да бидат прифатени, а се инсистира на нив затоа што нема логика воопшто со целиот концепт на буџетот, тие средствата во Министерство за здравство. И сега,
Ја знам, вие морате да работите по закон. Тоа ви е должност, без оглед. Но имате ли некоја анализа? Што ви говори? Што ние треба да очекуваме? Има ли шанса да се надмине се во ова? Или на крај па од се во ова ете ке попушти за доброто на нацијата, големиот наш љубен, сакан и секогаш Бранко Црвенковски, ете, заради доброто на нацијата, пензионерите и сите да имаме плати, се согласи на буџетот. Јас не сум многу оптимист од она што го видов досега и од она како стојат работите, бидејќи Црвенковски нема што многу уште да загуби, пошто многу загуби и во тој дел, значи, човек што нема што многу да загуби, игра многу ризично, хазардерски. Значи, ги повлекува со себе и сите други. Тоа се случува со многу луѓе што се во парламентот, кои што се членови на СДСМ и кои што сега се ставени во една многу, би рекол, глупава позиција, немам други зборови, да бранат нешто што е неодбранливо, да дискутираат на начин од кој што веројатно по некој време и самите ќе се срамат и да настојуваат да ја оправдаат оваа цела ситуација, да го одиграат она што им е кажано од раководството. Од тој аспект гледано, пошто и на Црвенковски веројатно изборите не му одговараат, бидејќи и тој ги има резултатите од истражувањата на терен, од тоа како стојат работиве, јасно му е дека и наредните локални избори ќе ги изгуби. Веројатно ќе проба да го одолговлечи тој период. Иако неминовен е крајот, односно крајот на политичката кариера негова и веројатно тоа нема да биде многу славно, бидејќи ќе биде со неколкукратни порази. Тој се обидува веројатно да го одолговлечи тоа. Од тој аспект гледано, значи тој не верувам дека нешто драстично ќе промени, бидејќи многу малку рационално останува во неговото однесување. Повеќе е однесување од личен аспект. Значи кога СДСМ би се однесувал како политичка партија зрела опозиција, тогаш би бил поголем оптимист. Јас дека еве ќе проработи разумот, сепак утре после X години, после една година, после 5 години, не е важно после колку години, СДСМ ќе биде на власт, ВМРО ДПМН ќе е во опозиција. Ако еднаш се воспостави ваков преседан, тогаш секоја опозиција понатака, ако нешто не се допаѓа во буџетот, што го предложила владата, ќе може да ја прави сплетки, проблеми, блокирање и на тој начин да ја блокира државата и функционирањето на владата. И тоа не е начин како треба ние како држава да одиме понатака и да се развиваме. Ние треба да го почитуваме оно што е демократско. Тој што победил на изборите, што добил избори, што добил доверба од мнозинството на гласачи, треба да го состави буџетот, бидејќи тоа е главниот инструмент за реализација на проектите и програмата. Опозицијата треба низ една демократска дебата, критичка дебата, да ги каже своите мислења, да проба да смени помалку нешто од она што може да се смени. Меѓутоа не може да бара голем дел од буџетот да се смени и да се укинат проектите за кои што владата добила доверба кај граѓаните. Тоа е она што го бараат сега. Одиме со вториот блок на реклами, продолжуваме со разговорот веднаш за некоја минута. Почитувани гледачи, де факто ние со министерот и го завршивме главниот разговор. Во моментов на Facebook отворив еден простор за поставување прашања кои се од доменот на министерот. Мислам дека што се однесува до детали за плати и така натаму, тој ресор ваш не е, бидејќи примив неколку такви прашања, ви ги покажав, вие рековте дека вие не можете поединечно за различни министерства колку се одредени платите и покачување и така натаму, не можете да им дадете конкретен точен. Во моментов ако се работи за конкретна ситуација за плата на поединечен вработен и слично, не би можел, но најдобро е да ми ги форвардирате тие прашања, па јас ќе бидат јавно објавени. Ќе контактирам колегите и ќе ви обезбедам одговор и ќе повратно ќе им вратиме на луѓето што ја следат емисијата да добијат одговор. Вака, вашиот колега, министерот Јанакиевски, побара, му ги поставивме прашањата јавно, нешто овдека во емисија, нешто на Facebook, ги зема, ги одговори
одговори, граѓаните оставаа своји телефони, па на некои дел од колегите што ги разгледуваа нивните барања и проблеми, додуше таму се многу прецизни и многу конкретни и многу сложени проблеми, сепак имотно-правни се во неговото ресорно министерство, но и кај вас се. Значи да остават и телефони за контакт евентуално или мејл. Телефон, мејл, било каков контакт. Оставете, а вие со вашиот тим ќе ги прегледате овие прашања ако не одговараме луѓето, ако треба дополнително да се видиме, ќе ми организирам состаноци кај што треба со луѓе од министерството и ќе им одговориме на прашања. Добро, тогаш режија дај го мојот компјутер да ги насочам луѓето. Значи, ова е можеби најмасовниот начин за комуникација, ова е мојот Facebook профил, еве го прашањето, за да можете да поставите прашања, знаете, треба само да станете, да кликнете едно лайк и потоа можете, еве ги овде кај е поставено прашања до министерот сега овде. Без многу детали, мислам дека веќе разбирате за што се работи, понатаму ќе видиме. Но, господине министре, крена вечерва од слава, отиде сега графчето и рибата, ама ја морам да искористам, бидејќи не знам која ќе бидете следниот пат, а не знам ни кога ќе гостува премиерот, за да разговарам малци за овие, па сега ќе искористам можноста. Ме интересира една работа во врска со субвенциите. Субвенциите е еден момент со кој навистина многу поентиравте во како политичка партија, покажавте многу доблест да го подигнете, да го поттикнете, да им помогнете навистина на еден ранлив слој на наши граѓани и евентуално за развој. Но, она што сакам да го кажам е дека генерално, од она што го читам и што го следам е дека воопшто предприемачкиот дух во една земја, ако и премиерот во неговиот говор на денот на независноста, кога речи, кога побара да се обединиме, ајде во образование, во предприемачки дух, тоа е нешто многу добро. Бидејќи ја искрено би бил среќен кога буџетот на Република Македонија би бил многу низок и би покривал само плати на полиција, војска, суди, така натаму, а се друго, самата економија да биде толку силна и богата, да биде само доволна за себе. Да двигател на економијата не биде државата, туку да бидат економските субјекти. Субвенциите се големи и се поголеми. Но дали тоа не предизвикува, например, генерално и општо, бидејќи оваа мерка е прилично лева за десничарска партија на власт, не предизвикува едноставно кај тие луѓе, наместо да се зголемува, наместо креативноста за изнаоѓање на решенија, за наоѓање на пазари, да се влегува во една комоција и едноставно да се дојде до едно затворење. Што ме е поентата? Дали субвенциите постојани ќе бидат и ќе растат или ќе идат до некое време да се даде простор, па да почнат да опаѓаат, па да идат во други сегменти каде што едноставно инаку луѓето, ако веќе цел живот, што има он да се бори на пазар кога знае дека вие ќе му ги покриете трошоците? Ова е интересно. Ме подсети ваше прашање на една дебата меѓу Ромни и Обама за време на претседателските избори во Соединетите Американски држави. Ако се сеќавате, Ромни го фатија, да речем, на грешка, дека спомна 47% од населението дека се зависни од различни социјални програми и јас не им се обраќам на нив, бидејќи свесен сум дека за Обама ќе гласаат. Меѓутоа, тие малку го спинуваат тоа и потоа испадна дека Ромни не го интересираат 47% од населението. И тој имаше доста голема политичка штета од тоа. Така да, што ми е поентата, дека има вистина во тоа, дека субвенционирањето создава на еден начин ситуација на зависност и ситуација на комотност, односно одзема малку од оној чисто капиталистички, предприемачки пристап во борбата да се постигне поголема профитабилност, продуктивност. Но од друга страна пак исто така вистина е дека и во најкапиталистичките земји, во европските, развиените и други, земјоделството е субвенционирано. Значи, како сектор, ако го издвоиме земјоделството, тоа мора да биде субвенционирано заради други причини. Заради фактот дека таму има специфичен прилив и одлив на средства, зависен од годишниот циклус на производството
И затоа ако ги нема субвенциите, би се појавил јаз меѓу потребата за финансиски средства и периодот кога од производство додека го продадеш производот. Значи во тој дел земјоделството, а и заради други причини, заради тоа што ангажира голем број на луѓе, заради тоа што е некогаш зависно од временските прилики и слично, значи во сите земји се субвенционира. Во Европа субвенциите, за волја на вистината, одат кон поголемите фарми, таму каде што продуктивноста е поголема. Но еве да го тргнеме земјоделството, значи како сектор, кој што добива субвенции во сите земји, јас повеќе сакам да го искоментирам оној другиот дел што вие многу умешно го проанализиравте и го прашавте, бидејќи навистина битен. Предприемаштвото во однос на субвенционирањето и дали субвенционирањето освен земјоделството треба да опфати и други можеби сектори или други области каде што можат субвенциите да бидат многу попродуктивни. Бидејќи што се случува во Америка, што се случува во многу развиени земји. Токму тој дел кај што станува збор за стартап компании, за нови компании, се субвенционираат често пати од државата на почетокот. Значи, некогаш од државата, некогаш преку така наречениот venture capital, она што се за така наречени бизнис ангели ги викаат тие, за мали нови компании кои што се во ризични области, бидејќи секоја нова компанија е ризична на некој начин и додека заживее, додека застане на нозе, не е лесно. И во Америка од 100 компании што ќе се формираат, 95 пропаѓаат. Но тие 5 што обстануваат се идните Apple, IBM, Motorola или такви. И тие ја движат Америка напред, затоа што тие носат иновации, носат висока технологија. Тоа нам ни недостасува. Македонија има многу мали вложувања во тој дел, многу малку има предприемачи кои што се волни да го преземат ризикот и да почнат со некој бизнис, и многу малку има капитал кој што може да ги поддржи нив. Значи, тука не е државата таа што е главниот играч по светот, тука се така наречените тие инвестициски фондови и слично, кои што даваат средства за вакви новоформирани компании или дури им помагаат и преку во управувањето, преку и тие инвестициски фондови да влезат, ни треба ЕУ, ни треба НАТО. Сега, за да влезат тие инвестициски фондови, треба да сме поголем пазар, треба да сме стабилни од аспект на регионот, не може да имаш соседство како што имаме, не можеш ако не си членка на НАТО и слично. Премала е Македонија за инвестициски фонд, самостојно за во Македонија да дојде и така натака. Значи, има слабости во судството, има вамо и таму и сега тоа е значи еден цел круг. Меѓутоа, ако сакаме Македонија долгорочно гледано да се развива како земја, тој развој не може да биде базиран на капитални инвестиции само. Сега во моментов заради кризата европска, факт е да, капитални инвестиции, крупни проекти од државата финансирани, долгорочно приватниот сектор е тој што создава развој. Приватниот сектор треба да биде пожилав, поконкурентен, со повеќе нови компании и со повеќе нови производи. Еве добро, на пример, СДСМ кога владееше, пара не се пушташе. Беше, на пример, многу ригорозна монетарна политика, едноставно никакви субвенции, нема пуштање, основа што е тука и така натаму и така натаму. Па не видовме некаков развој на компании, не видовме развој. Вие таа прилика можевте да ја имате или дали имате, какви се вашите согледувања? Сепак ве плесне една гадна криза каква што ниедна до сега влада во историјата на Република Македонија ја немала. Вие субвенционирате, доста пари пуштате во општеството и во економијата и во нели субвенционирањето на многу разни. Па еден мој колега новинар започна со козарство да се занимава и тоа прилично успешно и вели прашање на време, бидејќи ја потполно ќе се посветам. Мене државата на вистина ме поттикнува да ја развијам ја оваа гранка, да правам козјо сирење, млеко и така натаму и така натаму. И тоа е еден процес од некои си 5 години минимум кој вика дека за да може да дојде, што е некој логичен раст на капитал. Секако, да. Значи, радува фактот што во земјоделството конкретно има се поголем број на млади фармери, млади луѓе, образовани луѓе кои што завршиле некој
некои од факултет, некои без факултет, но кои што на еден помодерен начин пристапуваат кон земјоделството и почнуваат исто така да произведуваат работи кои што порано не биле толку популарни. Значи, вие спомнавте козјо млеко, сирење и слично, или некој се зафатил со органска овошје, зеленчук и слично. Ноеви, кинески дрва, некои чудни работи кои добро, нешто ќе успее, нешто нема да успее. Таков е бизнисот, мислам, нема ништо што секогаш се успеа. Но друго е кога имате од државата поддршка. Друго е кога ќе добиете вие субвенции, друго е кога знаете следната година дека ќе се зголемат. До кога ќе траат тие субвенции? До кога ќе субвенционират? Постои ли некој циклус до кога ќе се субвенционира и ќе речете стоп или ќе се намали или ќе се преориентира на нешто друго, па да ги оставите на пазарот, нели, да научат да пливаат конечно со сопствени сили, со сопствен капитал? Стратегијата е ваква. Ние во следните години ќе ги зголемуваме парите за субвенции за земјоделството до 2015 ќе стигнат до 150 милиони евра годишно. Добро. Зошто е тоа битно? Битно е затоа што зајакнувањето на земјоделството посебно треба да се случи во овој период пред влегувањето на Македонија во Европската унија, пред да стане членка на Македонија на ЕУ, затоа што земјоделството треба до тогаш да стане поотпорно, поконкурентно, бидејќи тогаш кога ќе станеме дел од европскиот пазар, веќе не можеш да го штитиш. Мора да биде изложено на конкуренцијата. Значи, кога ќе влеземе во европска заедница, ќе ни наметнат закони што, како, колку и дали воопшто ќе можеме да субвенционираме земјоделие? Да, затоа што таму практично се лимитираат износите што може да ги субвенционирате и површините што може да ги субвенционирате. Има правила кај што не можете да го зголемите бројот на грла на одредена добиток и слично, значи како земја зборувам сега. Значи затоа е битно овој период да се искористи колку што е можно преку субвенционирањето да се зајакне конкурентната способност на македонското земјоделство, за тоа да биде поотпорно и поконкурентно кога ќе дојде утре европскиот пазар. И потоа? После тоа ќе се субвенционира онолку колку што субвенционираат другите европски земји. Значи на тоа ниво, што значи дека во тој дел нема да прекинат субвенциите, меѓутоа нема да можеме да даваме повеќе субвенции од колку што даваат другите земји. Значи во голем дел треба да бидеме хармонизирани, но субвенциите не се само во земјоделството. Значи ние субвенционираме во овој период, еве како што кажав, значи субвенционираме и мали и средни предпријатија во други области. Ако се сеќавате, земавме кредит еден од Европската инвестицијска банка 100 милиони евра оваа година и ја субвенционираме каматата за да крајната камата што ја плаќаат фирмите, мали и средни, и тоа само мали и средни фирми може да користат овој кредит, е 5,5%. Значи ние од буџетот субвенционираме дел од каматата за да фирмите ги добијат парите со пониска камата. И тоа е една форма на поддршка на малите бизниси, на оние кои што зошто мораме кредит да земеме? Зошто не го правиме тоа од собствениот буџет? Зошто мораме да се задолжуваме? Впрочем, ај сега да ги кажам и обвинувањето. Зошто мораме да се задолжуваме? Ако толку добро имаме прилив од ДДВ и така натаму, буџетот се зголемува, зошто се задолжуваме? Еве ќе ви објаснам. И покрај тоа сите пофалби дека сме ние ниско задолжена земја. Еве тоа ме интересира. Значи вака. Ние со едната рака, да речем, се задолжуваме, ама со другата се раздолжуваме. Тоа ретко кој го коментира и ретко кој го кажува. Меѓутоа, ако долгот во Република Македонија денеска е 30% од бруто домашниот производ, а во 2005 година бил 38%. Добро. Дали се раздолжуваме или се задолжуваме? Добро, вие направивте и неколку потези на почетокот кога дојдовте како власт, вративте некои долгови и пред време. Корпариски клуб, ММФ, Светска банка и други. За да ви олесни за земање па други кредити. За потоа да можеш да создадеш простор и ако дојдат тешки времиња како што се случи да дојдат, да можеш да позаемиш пари кога ти треба. Океј, велат дека Македонија не е во опасност, дека е финансиски стабилна, но имаше во некои стручни надписи и списанија каде што велеше дека земји, иако се на многу низок степен задолжени, околу овие 30%, сепак доживеале банкрот, дека Македонија може да доживее банкрот и покрај сево ова. Какви се вашите коментари и стручни согледувања по ова прашање? Колку е реално македонската економија во опасност? Колку ни виси тој дамоклов меч над глава? Дали еден Бранко Црвенковски може да не разнише конечно од сево ова што го зборевме? Ја малци и параноја ме фаќа, 21 еве го, викам, па ние нема да не пукне метеор, нас ќе не пукне
СДСМ. Добро. Не треба да се плашиме, пошто Бранко Црненковски нема да дојде повторно на власт, да доаѓаше тој, ќе беше навистина опасно за Македонија економската иднина, зборам. Може би и политичката, но едното и другото не би било добро. Во секој случај, граѓаните треба да бидат спокојни. Јас со сиот авторитет го тврдам тоа, дека Македонија има стабилни макроекономски резултати и индикатори. Македонија е далеку од кризна состојба во делот на задолженоста или во опасноста таа задолженост да прирасне во преголема задолженост. И покрај оваа состојба во стопанството, многу задолжувања, фирмите се на рап на ликвидност. Значи, вака, различни работи се тоа. Јас зборувам за државниот долг од кој што пропаѓа Грција. Грција не пропаѓа ради фирмите, пропаѓа ради тоа што државата неодговорно се задолжувала и имала големи буџетски дефицити. Грција имаше буџетски дефицит од 15... Олимпијади правеше 300 чуда и така натаму. Трошеа се луксузира 13 14-та плата за зрачењето на екранот од компјутерот, дополнителен додаток и слично. Ако ние така би се однесувале... Сакаме ние така, господин министр. Не може, сакате, меѓутоа тогаш би станале Грција. Значи, тогаш Грција... Едно е што сакаме, меѓутоа друго е што можеме. На времето беше така со Југославија. Добро. Да, но и тоа не беше долгорочно одржливо. Не беше. Живееше добро додека траеше, ама кога дојде времето за враќање на средствата, некако тоа се поклопи со смртта на Тито. Лепа села, лепо горе. Стана реалноста дојде до израз и тогаш веќе сите имавме проблеми. Но да се вратиме во денешницата, поентата. Значи, ние не го зголемуваме нашиот долг. Долгот еве ви кажав, две бројки зборуваат повеќе од колку време јас да зборувам. 38% беше 2005 долгот, денеска е 30%. Тоа значи дека во меѓувреме со сите нови кредити што сме ги земале и со сите враќања на кредити сме го намалиле вкупниот долг. Македонија е помалку задолжена од што беше пред 5-6-4 години. Значи Македонија е една од ретките земји во Европа што во овој период на криза не го зголеми драстично долгот и сме четврта најмалку задолжена земја во Европа. Тука е вистината. Океј, вистината на крајот еве, за сите па што имаат дилеми и покрај ова, нека го видат дописот што Светска банка му го прати на Бранко Црненковски. Таму пишува се, Бранко баш на тоа аудираше дека Македонија е високо задолжена, нели, тоа им е приказната. Значи, Светска банка му одговори, господине, ние не се согласуваме со тоа. Пред да дојдам, еве бев на профилите на Facebook кои ги имаат СДСМовци, организации на СДСМ и така натаму, како се коментира ова што вие го викате. Значи, писмото на Светската банка вика, па што очекувате вие од еден банкар? Он гледа како да ти убута кредит и ќе те фали за да ти го убута кредитот и за да те упропасти. Они се зло за оваа држава. Јанко, ова се нивните изјави што ги прочитав пред да дојдам. Светска банка е банка и во таа банка седат извршните директори на 185 земји во светот, меѓу кои сите најразвиени земји. Дали некој од нив и сите заедно, бидејќи ја носат заеднички одлуката за секој кредит што се дава на држава, дали сметате дека Македонија би дале средства тие ако мислат дека нема да имаме здрава политика, нема да имаме економски развој, зашто за да ги вратиш средствата треба да имаш економски развој. Не можеш да ги вратиш ако немаш економски развој. Светска банка идете буквално како клиент, како што јас идам во мојата банка, па ми гледаат дали можам, па колку кредит ќе ми дадат, па што имам хипотека. Светска банка работи многу детално, педантно ја разгледува ситуацијата. Со месеци се разговара и преговара. И така се разговараше и преговараше во времето на СДСМ, нема ништо различно. Но значи, скрининг си прават и тие оценуваат дали си кредитоспособен. Но втората работа што сакам да ја кажам, бидејќи вие прашавте зошто Светска банка ни дава пари или зошто нормално било да ни дава. Знаете со која камата ги добиваме парите од Светска банка, овие конкретно 50 милиони долари последните што ги добивме? Не. Со 0,6%. Да, и за мене едно 5000 евра да земам кредит. Ај, ќе им се јавам кој ќе заврши мисијава, 6 сати разлика. Врски, да, кажи, слушај, имам еден момак симпатичен, не доваре. За 5000 не е проблем. О, ваков кредит, па ова е Тито, у времето на Тито вакви кредити се дава. Сакам да кажам дека со 0,6% камата, тоа е како грант еден дел да ти даваат, како да не е кредит. Так. И тој не го даваат на секоја држава и не го даваат лесно. Значи го даваат затоа што гледаат дека имаме
низок буџетски дефицит, низок државен долг и реформи правиме. Тоа се параметрите што тие ги следат. Претпоставувам дека прават и анализи како ќе се движат работите и понатаму. Се разбира, бидејќи кредитот треба да се враќа, има 5 години грейс период, па понатака се враќа. Значи, но тие прават анализа потенцијалот за раст каков ти е и дали ќе се развиваш во следниот период. Го намалувате долгот, но се зголемува потрошувачката. Вашата потрошувачка, на владата потрошувачката. Владата троши се повеќе пари. Дали ова може да представува опасност од теретување за стопанството и така натаму? Значи, или гушење за економијата? Хајде да речем. Во вакви околности, како што сега имаме последниве години со светскава криза, државата мора да троши малку повеќе. Кога не би имале светска криза, веројатно Македонија би требало да има понизок буџетски дефицит и тогаш би била една друга комбинација на фискална и монетарна политика посоодветна. А се ова балансирање на равенките, што ми говорите? Преска што го загатнавте. Во вакви околности дојде време дури и ММФ, кој беше најголемиот полицаец во светот за да не се трошат пари, да биде ригидно, да биде тврдо, фискалната политика да е тврда. Им вели на земјите во Европа, трошете повеќе, бидејќи е криза, ако трошите помалку, ќе се предизвика уште подлабока рецесија. Значи, да купуваме, за парите да не ги штедиме, туку да купуваме за да се движи економијата. Или да се инвестираат. Ако парите не се инвестираат, тогаш дополнително ќе се закочи економијата. И сега кога имате Буш 2001 година. Вика, за да ја спасиме Америка, вика, американци, вратете се во продавниците и купувајте. Бидејќи, нели, после терористичкиот напад, падна едноставно потрошувачката, луѓето престанаа да купуваат било што. Со тоа што нормално треба да бидеме реални и да за Македонија нели не може да важат истите правила генерално, бидејќи Америка е потрошувачко општество и има поголема моќ за трошење. Но Македонија, ако не е државата во овој период да креира работни места, да креира проекти, да капитални инвестиции, фирмите уште помалку би имале работа, ако немаат фирмите работа, нема плата, нема вработување. Уште подлабока би била рецесијата или последиците од кризата. Значи за овој период Скопје 2014 не е само интересен од аспект на разобавување, естетизирање, привлекување на туристи, туку и директно помагање на самата економија и покрај сите дебати што се водат околу естетиката на целата, има тука и посуштинско, дека тоа прилично поттикнува една голема гранка градежништвото во Македонија. Точно, јас ви кажав и пред малку кога разговаравме за градежништвото, во кое што голем дел е секако и проектот Скопје 2014, но има и други проекти во други области, во здравството, во образованието, патиштата и слично. 16% е растот. Тој раст покажува дека има одреден десетици македонски фирми што се учествуваат како изведувачи во тие градби и уште стотици други фирми како подизведувачи, бидејќи за да се направи една зграда, да речеме, треба некој да го произведе прозорот. Треба некој дрвенаријата да ја произведе, треба некој паркетот да го произведе, треба некој плочките да ги произведе. Значи, стотици македонски фирми се ангажирани во овие години преку капиталните проекти на владата и тоа помогна длабочината на рецесијата и на кризата во Македонија да е поблага. Неколку прашања. Велете. Дали може да се одложи купувањето на автомобилите за МВР за неколку години? Па, одложено беше 10 години. Последните автомобили што МВР ги купи беа од 2001 година, а тие автомобили, како што знаете, се возат со многу повеќе од колку нормален автомобил, бидејќи таква им е работата на полицајците и беа истрошени, наистина по 300-400 илјади километри поминати автомобили, а треба да се најсовремени, најбрзи и да можат да, ако има акција да се гони некој, треба да бидат подобри од колку другите автомобили. Се сеќавам ми дека кризата беше само да кажам уште ова. Важи и за МВР, но важи и за другите државни институции. Кога е стар автомобилот, многу повеќе се даваат пари за поправки, отколку што кошта на лизинг ако се земе, како што во случајов направи МВР, ми се чини оперативен лизинг зема, и за првите неколку години им обезбедено и сервисирањето и се друго, не се даваат дополнителни пари. Така да, после 10-11 години промена на автомобили, сметам дека за една полиција е соодветно, бидејќи тие ја чуваат безбедноста на земјата. Пред се заради безбедноста, нели? Ние имавме кризата во моментот кога на најнизок можен степен техничката опременост беше во МВР и во армијата. Така е, и од тоа треба да извлечеме поука. Многу добар пример дадовте, треба да извлечеме поука. Има работи на кои што треба да се штеди, но има и работи кои што една држава мора да ги има.
Во последен момент и едва и фативме, исто ова прашање од гледач, фативме приклучок кон Јужниот тек. Тука помогнавте вие, председателот, премиерот, сите се ангажиравте и се закачивме. Не успеавме да постигнеме гасоводот да поминува низ Македонија. Ние добиваме крак. Земјите низ кои поминува гасоводот имаат своји бенефици, се исплаќа и така натаму. Ние ништо од тоа нема да имаме, затоа што само ќе имаме крак. Дали тоа што ќе го имаме кракот, дали ќе придонесе и поголемата потрошувачка на овој енергенс, дали ќе придонесе за поевтин газ во Македонија. Бидејќи, ако не се лажам, на пазарот, колку е поголема потрошувачката, побарувачката и потрошувачката, дотолку е повисока цената. Дали ако се зголеми побарувачката и потрошувачката во Македонија, и со овие инвестиции кои ќе треба да се враќаат, нели, за изградба на огромни, ќе треба да иде гасот и до Неготино, до сите до Плани, па на крај, нели, ние крајни корисници. Сада само се фали, нели, почнале во Куманово, во Струмица и така натаму. Кажете ми, колку изгубивме, колку добивме, можевме ли подобро да ја одиграме таа игра и гасоводот да помине низ Македонија, иако е тоа една голема игра, како и ми се чини многу малициозната изјава на американците, кои нивниот тамбо не го пуштија, а не залажуваа долго време, дека ние ќе сме станале зависни од еден извор на енергија, како што е Германија, како што е Полска, како што е Австрија, како што е Франција, како што е цела Западна Европа, која од Газпром зависи нивното преживување преку зима. Апсолутно. Современата политика е политика на прагматизам. Нема вечни пријатели и непријатели, таму кај што постои вечен интерес. Корист таму треба да искористиш, да се сврдиш, посебно важи па за мали земји. Ние треба да искористиме се што можеме од секаде каде што можеме. Во тој контекст, енергетското поврзување со Русија е најдоброто што можеме во моментов да го направиме. Ние имавме една губитничка позиција, бидејќи повеќето други земји што се членки на проектот Южен тек, имаа предходно подпишано договори со Газпром и со Русија. Македонија предходната гарнитура тоа не го ни почнала и така натака, и ние дојдовме од една ситуација од нула, што се вели. И вие добро рековте, со заеднички напори, тука извонредно беше значајна посетата на премиерот, средбата што и председателот, и премиерот Груевски и председателот Иванов ја има на највисоко ниво. И потоа во рамките на комисијата македонско-руска, со која што јас председавам, на неколку пати го разгледувавме тоа прашање и на тој начин успеавме како Ма тие не ни планира, мене тоа ме една мала земја што не им е значајна. Тоа сакав да кажам, значи успеавме да се избориме Македонија од почетокот, како што видовте, барем крак добие, кога се почне изградбата да биде дел од Јужниот тек и да добиеме приклучок кон Јужниот тек. Да. Значи Македонија како мал потрошувач не може да биде транзитна земја, ниту пак по географската локација каде што сме, од аспект на онај што му треба на гасоводот на Јужен тек, тие едноставно сакаат да однесат газ од делот на Русија, од каде што се вади гасот, преку Црното море, под Црното море, добро, преку Бугарија, дел од Србија, еден дел од Србија, и нагоре оди Унгарија и потоа ја промашија и Хрватска, бидејќи поедноставно име преку Словенија директно да влезат нагоре и продолжуваат дел за Европа, дел на кај Италија. Значи целта е да се донесе. Хрватите фатија крак? Само крак. Само како нас исто. Исто како нас. Но хрватите претходно имаа идеја дека ќе бидат транзитна земја. Па та и ние се надевавме. Значи ние не можеме, затоа што ние за да сме транзитна земја ние требаше да ја вклучат Албанија. Меѓутоа Албанија веројатно немаше интерес и на тој начин не се договорија Газпром и Албанија или немаше или им премала и Албанија за да им се исплати на нив за транзит да биде. Тоа требаше да иде до Италија така. Да, под Јадранот и слично. Меѓутоа тој дел значи не можеме да влијаеме. Има работи за кои што треба да сме свесни. Македонија може на еден дел да влијае, одговорете ми не сега. може. Еве ќе зголемиме, ќе го изградиме максимумот. Го добивме максимумот. Максимумот што ќе трошиме максимално. Еве вака, што овозможува? Енергетиката е денеска може би и клучен фактор на развој. Јасно е. Више не се мери по оружје, се мери по енергенс. Ја обезбедивме моќта на една земја. Кон Газпром, односно кон Јужен тек, ја обезбедивме енергетската иднина на оваа држава. Што значи тоа?
Тоа значи дека Република Македонија никогаш во иднина нема да има проблем со снабдувањето со газ и со обезбедувањето на одредена потребна количина на газ. Со други зборови, како што ќе се зголемува бројот на корисници во земјава со изградбата на националната мрежа, ќе се изгради, да речеме, нов енергетски објект или ТЕЦ Неготино ќе се конвертира на газ, ќе се изгради нова гасна електрана и топлана, ќе се приклучат дистрибутивните Колку мрежи. ќе биде цената тоа? Значи, само да кажам сега ќе ви одговорам и на тоа. Значи, со тоа ќе се зголеми количината на газ што ја користи Македонија, односно побарувачката за газ. Добро. Кога тоа ќе се случи, Да. нас не ни е доволен постојниот газовод, ни треба приклучоков од Јужен тек за да се обезбеди таа количина, Тоа а и го второ, сватив. кога е поголема количината Добро. и кога имаш долгоречен договор дека во наредни 10-20 години ќе обезбедуваш газ Ќе таму развиваш. и ќе имаш поголем број на капацитети, паѓа цената. Тоа е првото и основно правило. Значи, Чекајте, зошто нафтата кога има поголема побарувачка, кога има побарувачка и иде цената нагоре? Нема да биде со плинот исто? Не, затоа што овдека практично генерално цената на гасот генерално низ годините ќе расте, но во Македонија сега кога имате 800 милиони кубни метри цевка, од кои што само 200 се користат. Вие за преносот на тој газ за да дојде до Македонија, плаќате како 800 да доаѓаат во Македонија. Значи се оптоварува цената како да е целосно искористена, Сега сватив. а ние користиме Сватено. многу помалце. А кога Сватено. целосно ќе се користи, вкупниот трошок се распределува на поголем број корисници и затоа за поединечен корисник цената ќе е помала. Се надевам дека е Добро. појасно. Две прашања за два града, Кочани и Прилеп. Зошто не се отвараат нови фабрики во Кочани? Зошто нема нови можни инвестиции? Дарко Ангелов, Стевчо Стевенски Ронин вели и за Прилеп истото го прашувам. Дали се согласувате? Што има? Како има? Точно е дека Кочани и Прилеп барем од овие странски инвестиции не успеавме да привлечеме. Она што се настојува да се направи е следново, значи одлуката дали ќе се градат фабрики во Кочани, во Прилеп, во Велес или во Кавадарци зависи од инвеститорите. Да бидат убедени гледачите, секој странец кога ќе дојде во земјава, прво што со него разговараме е дали можеш да инвестираш во внатрешноста на Македонија. Неготино, Пробиштип. И други места, да. Еве, само гледам што прашуваат. Добро, нема ли да повлече, например, вие зборевте, се спомнува во медиумите огромна инвестиција кај Битола, во Битола, не знам таму Мерцедес ли што ќе се гради 2000 работни места. Нема ли тоа целиот крај да го повлече или само Битола ќе биде? Значи вака да довршам. Бидејќи Прилеп сам по себе е наистина феноменален. Таму имате витаминка, имате Прилепска пивара. Македонски фирми кои добро работат и би требало да се развиваат. Тоа е место кој ќе ви објаснам, значи вака е работата. Има инфраструктура, има можност, има потенцијал. И има и нема на некој начин. Ќе објаснам за Прилеп посебно бидејќи добро знам таму ситуацијата. Што е поентата? Кога ќе дојде инвеститор, странец кој станува збор. Прво што го прашуваме кога ќе видиме дека сака да инвестира, кога е сериозен, дали може да инвестирате во внатрешноста на Македонија. Било каде, било кој од овие градови што ги спомнавте, нас ни одговара бидејќи таму е невработеноста поголема и сакаме таму да однесеме инвестиции. Меѓутоа основната одлука е на инвеститорот. Тој гледа некогаш да е поблиску до коридорот 8 или 10, до аеродромот, некогаш гледа до работна сила, која што Скопје има повеќе од колку другите места. Но некогаш гледа и друго, дали му е поевтина работната сила. Па еве у Штип, нели отворија во Штип. Отвори во последно време, значи имаме еден многу добар тренд. Значи поентата ми е, ние ги правиме напорите исто како што сме ги правеле пред неколку години, но во последно време имаме се повеќе резултат во носењето на инвеститори во внатрешноста на Македонија. Во Штип Джонсон Мети отвори втора фабрика. Джонсон Контролс, имаме Кромберг и Шуберт во Битола. Сега Кромберг и Шуберт. Кромберг и Шуберт е големата 2500 работни места. Колку е реално тоа? Не е малце. Не, тоа е реално со тоа што тие 2500 работни места ќе бидат во еден период од 3 години. Значи не е од првата година. Бидејќи таа фабрика треба да почне со
помало производство, па се надоградуваат, се носат нови машини, се обучуваат нови работници и постепено во еден циклус од 2-3 години го достигнува тој број. Тоа значи дека ќе има работа за битолчани, ама ќе има работа и за другите од Пелагонија. Ќе има работа и за прилепчани, бидејќи одреден профил го нема битола или ќе се исцрпат кадрите што ги има битола. Исто се случи и во Кавадаречко, во Тиквешијата. Во Кавадарци дојде Дрекселмајер, германска компанија исто така. 4000 работни места вкупно ќе креира. Тоа е огромен број на вработување за тој регион. Тука ќе има работа за Кавадарчани, за Неготинчани, Демиркапија, па и Прилеп може да ќе фати. Прилеп, кога станува збор само за Прилеп, локацијски малку е некако во централниот дел на тој дел на Македонија, да речем, каде што поголеми се трошоците за фирмите, кога станува збор за странски компании, и ние настојуваме да ги убедиме да отидат и таму. Меѓутоа Прилеп има едно стопанство каде што домашните стопанственици има неколку добри фирми, но факт е дека и невработеноста во Прилеп е доста висока и во тој дел оно што може да се направи освен странски фирми, што настојуваме да донесеме и ќе настојуваме, и затоа ја почнавме зоната во Прилеп да ја градиме, технолошката зона, бидејќи за да донесеш странец треба да имаш технолошка зона кај ќе се смести фабриката. Но на второто што е поважно е така наречени индустријски зони кои што општината ги обезбеди со инфраструктура, градоначалникот Маријан Ристевски во изминатиот период заедно со владата. И сега таму купуваат локации домашниве бизнисмени. И тие купуваат помали локации, стоваришта, текстилен погон, ова тоа, ама вработуваат 20 луѓе, 30 луѓе, тие ќе вработуваат по помал број на луѓе, ама кога ги има поголем број Значи во тие зони не само странски, туку и домашни фирми можат да се различни се во индустријските зони, така наречени индустријски зони само што се домашните компании. А во овие што владата кај што ги прави технолошко-индустријски развојни зони или поранешно слободни зони, слободни економски зони, таму се претежно странски фирми. Истата политика ја водиме и за другите помали градови, дали е Кочани и градовите што се, да речеме, и во Источна Македонија, каде што посебно се економските проблеми големи, каде што заради миграцијата, заради тоа што голем број на млади се без работа, настојуваме со сите сили да овозможиме да се отворат работни места. Штипската технолошка зона е многу битна во тој контекст, значи таму ќе се отворат голем број на работни места и фабрики. И се разбира Кочани е во непосредна близина, ќе има вработување за граѓаните од Кочани и слично. Тешко е да се донесе во секој град некој странски инвеститор, бидејќи не секогаш тоа зависи од нас. Но имавме успех, например, со еден руски инвеститор, кој што хомеопатија. Не за во Скопје. Пардон? За во југозападниот дел на Македонија. Не можам да кажам точно местото, бидејќи е негова одлука кога ќе ја објави инвестицијата, ќе објави некаде во јануари. Но во едно мало градче во југозападна Македонија, каде што ни еден погон нема и ништо не работи во моментот. Ќе отвори 500 работни места. Зошто? Затоа што таму е работната сила му е поевтина, текстилна фабрика која што ќе проценил дека има прави, да, опрема за и проценил дека таму ги има најдобрите услови, општината му даде одлични услови, хала и слично. При крајот на јануари. Господин министре, ја ви благодарам за гостувањето. Да им кажам на гледачите. Благодарам исто. Да, ќе ви дадам простор за да се одјавите. Само да им кажам на гледачите. Компјутерот мој, значи што се однесува до вашите прашања, како што слушнавте, овие прашања кои ги поставивте овдека, ги има веќе стотици. И на кои ќе барате директно да ви се одговори, оставите некакви податоци, како што го правевме тоа и со министерот за транспорт и врски Миле Јанакиевски, одговоривме на околу 70 некои поставени прашања. Што се однесува до репризата и до деталите, на YouTube постои канал кој се вика Јади Бурек Тројка, тука ќе биде аплодирана, тука веќе има десетина гостувања кои се, а секако и во наредниот период околу Нова година ќе можете да проследите и по некоја реприза која ќе имаме неработни денови. Господин министре, значи остануваме и натаму во некоја неизвестност во врска со буџетот. Значајно е
Предпоставувам дека сите овие ќе покажете добра волја и покажувате добра волја да сепак се задоволат дел од барањата на опозицијата и сепак земјава да не биде заложник на ниедна партија и да се донесе буџетот кој е важен за државата. Апсолутно, како и секогаш ние ќе изнајдеме решение за граѓаните, за сите оние на кои што ни ја дале довербата и за сите оние што гласале и за другите политички партии, но од буџетот добиваат подршка, помош како стопанственици, како вработени во јавниот сектор или на било кој друг начин, да не ги почествуваат последиците од овие политички игри на опозицијата и од неодговорното однесување на, би рекол, можеби еден политичар кој што ја влече опозицијата, но и целата држава назад. Во секој случај, можеби ќе ни биде потешко да излеземе од оваа ситуација, но ние остануваме посветени на тоа да најдеме решение и во најтешките ситуации. Јас верувам дека и овој пат ќе успееме да најдеме такви решенија во интерес на граѓаните на Република Македонија. Ви благодарам за можноста да ги објасниме работиве. И сега се надевам дека се уште ќе има од посното графче и од сармичките да се вратиме на довршување на славата, ако се уште има нешто. Да, како што вие Груевски утре са били у 8 ќе ви рече. Пак на работа. Тоа е веќе вообичаено, така да веќе стана составен дел на мојот живот и ритмот на работа е таков, меѓутоа од друга страна има многу мотивација кај нас да ги реализираме оние проекти кои што значат подобар живот и верувам дека постепено и оваа криза европска и сите случувања ќе бидат надминати и ќе дојдат подобри времиња. Благодарам. Почитувани гледачи, тоа беше се за вечерва. Лека ноќ и пријатно.